враќаме назад во студиото и како што најавивме, прв наш гостин е портпаролот на СВР Охрид, господин Стефан Тимовски. Господин Тимовски, добро дојдовте во ова отворено студио кај вас во Охрид. Да, јас ви благодарам на вашата покана и би сакал да ја поздравам целата екипа на ЕДЕН-ТВ, да ви честитам на идејата да правите отворено студио, отворена програма од Охрид и на тој начин да го промовирате Охрид и охридскиот туризам и секако македонски. Ви благодариме. Во пресрет на летото, градот е полн. Има многу луѓе, има многу возила. Колку е тоа тешко за полицијата? Каква е генералната оценка? Подготвен ли е Охрид за се да се одвива безбедно во овој град? И напливот на туристи кој што го има периодот. Особено пред утрешниот празник. Да. Значи, евидентен е бројот на туристи кои што деновиве се повеќе доаѓаат во градот и кои што всушност, да речам, го преплавија градот, туристичкиот бисер на Македонија. И она што е задача основна на полицијата е секако да излезе во пресрет на потребата на граѓаните за зголемена безбедност. Ние како полиција, како сектор за внатрешни работи гарантираме безбедност на сите граѓани и во таа насока сите наши активности се фокусирани на елиминирање на сите можности за нарушување на јавниот ред и мир, за зголемување на степенот на безбедност во сообраќајот и едноставно на елиминирање на сите казнени дела пред имотните деликти, бидејќи нашите анализи и она што е како евиденција покажува дека во текот на летниот период практично пред се на плажите се зголемува бројот на кражбите. Тука сме исто така фокусирани со полициските службеници да ги превенираме овие активности пред се и секако да ги пронаѓаме сторителите на казнените дела. Нашата полиција е современа и добро обучена, едуцирана за вакви предизвици и за нивно решавање. Меѓутоа, оно што изминативе години, бидејќи на секоја туристичка дестинација, речиси, се случуваат и по некои прекршоци, дали се работи за индивидуални прекршоци, дали се работи за групи кои што имаат суди. Зборувам за делот на насилство. Како СВР Охрид се грижи за тоа да го превенира пред се, бидејќи се случува и ова лето ќе се случува, ако досега не се случува. Значи, како што напоменав, практично ние сме добро поставени по време и по место на сите критични места кои што во изминатиот период се покажале како точки невралгични и како места каде што всушност е можно ескалирање или појава на значителни нарушувања на јавниот ред и мир. Во таа насока сме ги превенирале сите такви можни настани, но сакам да напоменам дека се она што се случило како е нарушување на јавниот ред и мир всушност се решавало во самиот момент или непосредно по некое кратко известно време, бидејќи се пронаѓале сторителите на нарушувањата, се приведувале, се повикувале во станица и против нив се поднесувале соодветни пријави. Напоменувам и значајно е дека во оваа туристичка сезона ние немаме еклатантни нарушувања на јавниот ред и мир кои што ескалираат со употреба на разни предмети, орудија или со последици, тешки телесни повреди и други последици по учесниците, што представува всушност еден голем плюс во работата на полицијата, бидејќи една од точките кои што ги поставивме на почетокот на оваа туристичка сезона беше елиминирањето на физичките напади на нарушувањата, така да во овој период, во овие 7 месеци од оваа година, имаме евидентирано 21 физичко нарушување, односно физички напад, што представува намалување во однос на вкупно со минатата година, 29 во текот на првите 7 месеци од минатата година, 21 физички напад во текот на овие 7 месеци. Секако бројката сама по себе говори дека имаме намалување. Сега, тука можеме да дискутираме дали е тоа голема бројка, не е голема бројка, меѓутоа за нас е сепак индикативна, е показател дека имаме тренд на намалување на физичките напади. Тука посебно морам да го напоменам превентивниот дел од делувањето на полицијата, разните превентивни кампањи што сме ги превземале и сето тоа во насока на едукација, на една проактивност на полицијата во делот пред се кон учесниците или посетителите на угостителските објекти, собствениците на угостителските објекти, бидејќи со самиот начин на времена дојава на можност за нарушување на јавниот ред и мир, всушност самите собственици на угостителските објекти или одговорните лица
го превенираат можното ескалирање, а тоа е голем плюс и за самиот туристички објект. А кога сме веќе кај сообраќајната полиција, неделава Охрид изобилуваше со настани, концерти, забави кои што нели се одвиваат до ноќни часови, кога предпоставките се дека нели се конзумира многу алкохол. Дали имате зголемен број на возачи во алкохолизирана состојба овој период и конкретно пред утрешниот празник, дали очекувате тоа да се случи и какви мерки се преземаат нели за заштита, бидејќи претпоставувам дека станува збор за некој посебен режим? Да, морам да напоменам и да подсетам уште еднаш, да подлечам дека всушност и во делот на делувањето на СВР Охрид постојано, но посебно во текот на туристичката сезона, особено внимание се посветува на сообраќајот. Некаде по некоја проценка околу 25 до 30 илјади возила доаѓаат во градот во шпицот на туристичката сезона, што представува една огромна бројка и голем предизвик за сообраќајната полиција да го решава сообраќајот не само во централното градско подрачје, туку и во останатите делови од градот. Во таа насока сакам да напоменам дека и во делот на сообраќај СВР Охрид е поставена на двете полиња, превентивното и репресивното. Превентивното преку соодветни кампањи кои што ги организираме самостојно во соработка со Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот, со локалната самоуправа, Фондот за патишта и сообраќај и со други инстанции. Целта е да делуваме на подигнување на свеста и совеста на сите учесници во сообраќајот, за подигнување на степенот на безбедност и едноставно да придонесеме да имаме безбеден сообраќај, граѓаните да се чувствуваат безбедно. Го постигате ли тоа? Да, секако го постигаме. Ево, токму во таа насока сакам да една бројка како илустрација да наведам. Во првите 7 месеци од оваа година на подрачјето на Охрид случени се 177 сообраќајни незгоди, што представува намалување во однос на лани случените 184. И тука нашите анализи покажуваат дека превенцијата сама по себе делува може неуспешно, но да напоменам дека полициските службеници делуваат и мораат да делуваат и репресивно, бидејќи ние имаме нулта толеранција кон учесниците во сообраќајот кои што флагрантно ги кршат одредбите од Законот за безбедност во патниот сообраќај. Нулта толеранција за возачите под дејство на алкохол, наркотични средства, драстично пречекорување на брзината на движење, неправилно пристигнување, непочитување на сообраќајните правила и прописи, односно секое самоволно однесување на возачите и на другите учесници секако ќе биде казнувано. И тоа се контролира на повеќе пунктови колку што можевме да забележиме во градов, нели шетајки и конкретно нели пред утрешниот празник го споменуваме тоа се почесто. Што се случува со мерките за езерската полиција? Дали можеби има некакви посебни мерки? А еве вчера, доколку не грешам, наша екипа дури снимаше со екипа на полицијата, беше извадено едно безживотно тело од Охридското езеро. Дали оваа година можеби има зголемен број на жртви од езерото? Сакам уште еднаш да нагласам дека работата на полицијата е исклучително тешка работа. Работа која што е посветена на безбедноста на граѓаните во секој сегмент, на совладување на сите оние предизвици кои што се чувствуваат или се појавуваат при безбедносните состојби и така натаму, а во делот на работата на езерската полиција напоменувам дека во текот на летниот период значително е зголемена работата на езерската полиција. Тоа значи всушност 24 часовно покривање на територијалните води на Охридското езеро, значи македонските територијални води, целосно работење согласно законите за рибарство и аквакултура, законот за внатрешна пловидба, ловење на рибокраци, односно лица кои што вршат нелегален лов на риби, значи незаконит риболов и така натаму. И за жал во текот на летниот период имаме вакви случаи како што беше вчерашниот на вадење на давеници од Охридското, на давеник од Охридското езеро. Ова е прв случај во овој месец, практично во оваа туристичка сезона. Изминатиот период имавме исто така случај, но напоменувам дека во работата на езерската полиција значајна е соработката со капетанија на пристаништа Охрид, Црвен крст Охрид, понатаму со другите, со брзата помош исто така, и сите овие инстанции беа всушност на лице место вчера, кога ние заедно со екипата на 1ТВ бевме во обиколка на езерото, да видиме всушност како работи езерската полиција. Направивме една репортажа и за среќа или
како сакате, имавме ситуација кога се влоши времето и кога вашите новинари и верувам и вашите гледачи ќе имаат можност да видат како работи. Токму денеска ќе биде емитувана таа репортажа после вашето гостување. Господин Димовски, зборувате за превенција, зборувате за кампањи за едукација на туристите или и овие кои што доаѓаат од странство, луѓето кои што живеат во Охрид, сите се учесници во сето тоа. Меѓутоа, ако ги погледнете статистички бројките и причините, дали ве слушаат граѓаните? Дали кои се најчести причини како за прекршоци кои што се случувале во градот? Бидејќи голем дел играат овде и ноќниот живот во Охрид, кој што исто така има богата понуда. Граѓаните, помладите да кажам, се почесто надвор. Така. Ве слушаат? Значи, морам да кажам, да признаам дека од ден во ден имаме манифестација на се поголема совесност на одреден број на учесници во сообраќајот, но истовремено имаме и учесници во сообраќајот кои што мислат дека незначајно е ако добијат укор или некаква казна од сообраќајната полиција, па може да продолжат и понатаму самоволно, своеволно, онака како што тие мислат дека треба да се движат во сообраќајот, да го управуваат возилото, моторциклот и така натаму. Младите учесници во сообраќајот се таргет на сообраќајната полиција пред се секако, да. Зборувам и како учесници, како пешадија, односно како пешаци, како моторциклисти, велосипедисти, значи како целна група воопшто општата јавност ја земам во предвид како учесници во сообраќајот. Сите тие се предмет на соодветни кампањи и засебно, но и обобштено како целна група и мислам дека со сите овие мерки ние се движиме напред, постепено, полека, но сигурно ја подигнуваме безбедносната култура, се учиме, ето неодамна во Охрид профункционираја со кружните крстосници, кружниот тек на сообраќај, па се учевме како или се подсетувавме како треба да се движиме на кружен и како полиција и како Општински совет за безбедност направивме анимација на CD како да се движиме на кружен. Делевме CD-а, разговаравме, имавме проактивност на самите кружни текови со возачите и на тој начин ги анимиравме по сите основи учесниците во сообраќајот и целата јавност дека едноставно треба да се грижиме не само за личната, туку многу повеќе и за безбедноста на сите останати учесници. Во однос на 2 август имате најавено некои високи представници кои што ќе бидат во градот, за кои што е потребен и посебен режим, како што кажа колега. Посебен ангажман полициски. Да, практично ние денеска имавме... Информираме за тоа колку градот ќе биде затворен. И доколку може да ги информирате нели гледачите кои се улици ќе бидат затворени, каде да не се движат, каде вие ќе контролирате како ќе изгледа тој режим сообраќаен, доколку има нели. Значи до овој момент јас немам информации дека ќе бидат затворени одредени улици во градот, што значи дека ќе имаме едно редовно одвивање на сообраќајот во Охрид. Секако дека со оглед дека е празник, дека ќе имаме дополнителен број можеби гости кои што ќе дојдат утре од оваа огромна бројка што и во овој момент ја имаме. Секако дека полицијата, сообраќајната полиција, но и полициската станица од општа надлежност ќе биде присутна на сите пофреквентни места во централното градско подрачје, на сообраќајниците и коловозите кои што водат кон плажите, кон хотелско-угостителските сместувачки објекти и на тој начин ние ќе се обидеме да ја оневозможиме, да го оневозможиме сообраќајниот метеж кој што евентуално би се појавил. Можна е секако и дополнителна физичка регулација на сообраќајот од страна на полициските службеници и сето тоа во насока на непречено одвивање на сообраќајот, што помалку гужви во градот и во приградските населби и сето тоа на задоволство на граѓаните, на гостите, кои што секако треба да уживаат во градот и што е можно помалку да ги почувствуваат негативните страни од зголемената фреквенција на возила во Охрид. Така, мислам дека тоа и беше целото време кое што го имавме за оваа тема во Студио 1 од нашето отворено студио од Голден Бич.
оваа прилика би се заблагодариле што прифативте да бидете наш гостин и секако се надеваме дека утрешниот ден ќе помине без поголеми инциденти. Како и целата туристичка сезона. Да, јас ви благодарам на уште еднаш на поканата, на желбите и мислам дека и ова е еден начин да придонесеме кон анимација на сите охриѓани, на сите туристи, да внимаваме на безбедноста, да се почитуваме во сообраќајот и воопшто во меѓусебната комуникација и сите да уживаме во убавините на Охрид, бидејќи Охрид е неповторлив и Охрид е дестинација која што секој сака да ја види, да ја посети и секако полицијата СВР Охрид го честита празникот на утрешниот празник 2 август и на сите охриѓани, на сите кои што ќе дојдат тука во градот, на сите државјани на Република Македонија, посакуваме безбеден празник. Благодариме господине Димовски. А ние почитувани, како што најавивме во текот на разговорот, во продолжение ќе го проследиме прилогот на колешката Кристина Атовска за тоа како работи езерската